Значи, добро ви е прашањето. Една од перспективите на оваа држава е земјоделието. Можеби, според мене, и најглавната професија, односно најглавната дејност што треба да се случи во земјоделството, во општеството, тоа е производството на храна. Секоја држава тежне кон тоа да има сопствено производство на храна кој што ќе ги задоволи потребите на самото население за исхрана. Во таа насока е токму и денешниот надпревар, каде што учениците, нашите надпревари се во делот на да покажат вештини, да покажат како се произведува, како се работи у суштина во земјоделството, да применат нови технологии, да разменат искуства помеѓу себе и секако да ги поттикнеме понатака да бидат дел од земјоделскиот сектор. Никола, но како да ги мотивираме понатаму? Факт е дека се ова во средното образование, но после завршувањето како? Што треба да направиме како држава и како заедница, бидејќи да не се залажуваме, нивите ни стоат празни? Значи, факт е дека земјоделството тоне, не во буквална смисла тоне, меѓутоа назадува во последните години. Она што треба да се направи во земјоделството е системски некои мерки каде што буквално ќе се тежне да се задржат младите. Да, оние што се отидени да се вратат на селото, оние што се тука некаде да видат интерес и она што јас постојано го кажувам, земјоделството да почне да се третира како бизнис. Затоа што у суштина и е бизнис во кој што младите ќе видат утре перспектива не само за себе, туку и за своето семејство и за потомството понатака да го развиваат како сектор, како бизнис.